Предупредување. Ова не можете да го исклучите. Табе, ја ли да го читам ова? Добро бе, владата на Република Македонија одлучи да се раздени и им соопштува на граѓаните дека денот започна. Ги повикуваме сите полнолетни девојчиња да се јават на повикот на владата за да ја спроведеме следната процедура. Најпрво акција! Мојата коса е секогаш здрава. Таква е по дома. Таква е кога одам по улица. И таква останува кога ќе налетам на овој господин. Ау! Ау! Фуј, Тото, опинок. Фуј! Тото, мислам дека веќе не сме во Ѓорче. Дороти, а ти? Јас проверам пред волшебникот од Брод. Ама ми отпусти и сега сум скрит ме пред. Значи, имаш мара? Он се смешен прелето. Фак, морам да се вратам. Ако сакаш да се вратиш, можеш да го најдеш волшебникот од Брод. Рада маргарин, лесно се мачка. Рада маргарин. Аха, фрли пикавец. Па нигде нема ни канти, ни пепељари. Епа нема де. Епа во нормални земји ги има. Епа ние не сме. Што сакаш да кажеш? Нема врска. Колку е казната? Чекај да видам. Европскиот преодбенички забавувачки законник тврди 50 евра казна за фрлање пикавец. Европскиот добро. Европскиот преодбенички забавувачки законник тврди казна од 50 евра за плаќање во евро. А може фунти? I am a lumberjack and I'm okay. I sleep all night, I work all day. Го сечеш дрвото на сознанието. Не ми е осознаена таа директива. Каква директива? Какво сознание? Ти бе имаш срце? Ние во земјата броз без срце сме скроз. А со што сте? Не слушам сечење. За сознанието политиката е лечење. А ти која си? Дороти. И како без знаење? После знаење нема каење. Неке да е баш така репликата. Абе, оставете го дрвото. Неслушањето директиви за буле, тоа е небулоза. Гледаш, и мене ме има во некои странски зборови. Жут пут, жута штампа, жуто комбе, жута минута, жутица, жуто клюнци, жуле такси, све на Ж. И зашо сум ја овој скеч, гарант има некоја корис од мене. Без везе. Европскиот преодбенички забавнувачки законник. Несобирање на бабушки од разноразни миленици, казна 200 евра. Поклетство, летечките мајмуни, Дороти, скри се! А ја бе, скри се!